Еве не повторно со емисијата во која говориме за нашиот земјоделец, за неговите проблеми и преокупации, за грижата и негрижата на државата за нашите села, со еден збор за агрокомплексот како потенцијал и предизвик. Со прилозите стартуваме веднаш по вообичаениот џингл. Радосна вест за сточарите. Проблемите со легализацијата на фармите се надминуваат. За ова од првиот прилог во денешната емисија. Легализацијата на фармите ќе реши еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат сточарите во земјава. Околу 42.000 фарми во Македонија со легализацијата ќе имаат право да ги користат сите бенефити од државата, како субвенции, а откако ќе добијат имотен лист, земјоделците полесно ќе доаѓаат и до кредити. Со оваа одлука ние може сега да имаме имотни листови на нашите фарми, со што нашите фарми ќе добијат финансиска вредност. Со оваа финансиска вредност ќе може да ги користиме сите извори на финансии во Република Македонија. Ќе може да ги користиме средствата за поддршка на земјоделството од ДИПРО програмата, ќе може да ги користиме средствата од Македонската банка за развој и поддршка, која има со 3% камата, и едноставно оваа иднина на македонското сточарство. Ќе можеме да ги реновираме нашите фарми, да ги модернизираме, со што ќе ја зголемиме и производството, и квалитетот, и квантитетот. И затоа оваа одлука е од животно значење за сточарството во Македонија. Со оваа владина мерка, земјоделците добиваат поттик да инвестираат во фармите и земјоделските имоти, да ги модернизираат, со што ќе се зголеми и квалитетот и квантитетот на производството. И затоа оваа одлука е од животно значење за сточарството во Македонија, заклучува Шаклев. А следниот прилог се однесува на глобалниот еколошки фонд преку кој се помага на државите како нашата со цел покривање на трошоците за заштита и управување со глобалната животна средина. Глобалниот еколошки фонд обезбедува финансиска помош за државите во развој и за државите со економии во транзиција, за покривање на зголемените трошоци во врска со заштитата и управувањето со глобалната животна средина. Уште од самиот почеток во 1992 година, преку поддршката на Сдруженија на граѓани, промовира основна акција за адресирање на глобалните грижи во областа на животната средина. Програмата за мали грантови има за цел да доведе до глобални еколошки користи во централните области на глобалниот еколошки фонд, зачувување на биолошката разновидност, заштита на меѓународните води, ублажување на климатските промени, спречување на деградација на земјиштето и отстранување на хемикалии преку локални пристапи. Во овој период, во кој што исклучиво работиме со невладини организации и за невладини организации на локално ниво, во Македонија се направени 100 проекти и се инвестирани околу 2 милиони долари пари на Глобалниот еколошки фонд, кој што генерира кофинансирање во износ од 2,5 милиони долари. Што значи дека интересот, можноста, желбата за кофинансирање е поголема од таа на Глобалниот еколошки фонд. Проективе најголем број се од областа на агробиодиверзитет, односно заштитата на биолошката разновидност од поглед на земјоделството, кравата буша, овцата праменка, македонската речна пастрамка, пчела, сребрената кокошка и така натаму, шарпланинецот, да не го заборавам. Друг дел во кој што има поголем број на проекти се областа на намалување на влијанието на климатските промени, што подразбира енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Сонце, ветер, биомаса, вода. Во Македонија најголем број на проекти од обновливи извори на енергија се сонцето за производство на топла вода, санитарна топла вода за комунална и секојдневна употреба, во јавни објекти, како градинки и домови и основни училишта, и електрична енергија од сонце, преку инсталирање на фотоволтаици. Со ова се намалува испуштањето на јаглерод двооксид како најзначајниот и најголем во количество стакленички газ на планетава, со што ќе се намали и влијанието врз климата. Програмата за мали грантови на глобално ниво, вклучително и Македонија, ќе постои до крајот на 2018 година, што сме среќни и задоволни. Посебно
невладиниот сектор и општините со финансиски средства од околу најмалку $400,000, кои што би требало да генерираат уште толку средства за кофинансирање. Областите каде ќе работиме и колку во која област ќе биде, се уште не можам да кажам, се изработува стратегија и тоа ќе биде познато негде крајот на март, почетокот на април, кога ќе се знае и во која област или територија ќе се инвестираат тие средства. Глобалниот еколошки фонд досега учествува во 126 земји. Во Македонија официјално започна со работа од 2005 година. Максималниот износ на грант е $50,000, со просечен износ на грант од $20,000. Следува убав пример за тоа дека и кај нас може не само да се произведува, туку и да се финализира дел од градинарското производство. Само Бионатура во Виничко Блатец мощно успешно повеќе од 7 години конзервира овош и зеленчук. Како започна и какви се плановите од разговорот со сопственикот на оваа фирма и колешката Македонка Мирева. Овие ситни црвени пиперчиња кои се полнат со урда и туна станаа блатечки бренд на европските пазари. Семејството Филипови од Блатец, 17 годишната печалба во Италија, веќе 7 години ја реинвестира во родното Блатец. Искуството од таму го практикуваат и на домашен терен. Со стартна инвестиција од €200,000, тие чекор по чекор одат кон усвојување како на домашниот, така и на странските пазари. Значи, постоиме 7 години. Пазарот одеме полеска најгоре, сигурно. Производство, видете го. Така. Кооперанти наши тука. Од, што се вика, од нива до готов производ. Значи, работиме повеќе со извоз, а веќе гледаме дека и нашиот пазар во Македонија е интересен и имаме пуштено во неколку маркети тука исто производи. Така. И сме задоволни од потрошувачка. Мојата сопруга, исто она, исто целата работа ја води во процесот на конзервирање. 17 години имаме, работиме во Италија, со искуство. Исто гледаме да го префрлиме тука. Значи, пиперката што ја работиме, што ни е главна дејност, дури е подобра од сите други. Имаме околу 130-40 кооперанти што работат пиперка, имаме преку 400 тона само оваа година. И сега планираме исто и со цреши засади. Охриска цреша што успева исто кај нас на морска висина. Така. И планираме сите исто нашето село, кој што знаете, е 70% иселено. И со такви идеи некои сите лешто да инвестираме и да се врнеме можеби кон негош. Филипов веќе ги има неопходните сертификати за извоз, но не се откажува од органското производство, кој според него е иднината во развојот на земјоделството. Пред недела дена со дел од своите производи се представи на сајмот за органска храна во Скопје, а веќе има подигнати органски насади со цреша која исто така ќе се конзервира. Како и во секој бизнис, и тука има кочници кои неретко го предомислуваат да се откаже, но има и бенефиции. Но сепак се бара поголема и поажурна акција од надлежните институции за развојот на селата да оди побрзо. Во спротивно, миграцијата не може никој да ја сопре, вели Филипов. А ИПАРД не можеме многу да користиме, заради пошто сме во села. Плановите што се дупови, гупови, нас не следува тоа, пошто прво имаш дозвола за градба и сите тие работи ние ги пропуштаме. Лимитот, пак ќе кажам, зависи, значи, у доградби и идење напред. А ние едно метро не можеме да се доградиме и кога ќе имаме некои услови и шанси, пак го немаме. Истиот проблем е тој. Значи, легализации, значи, исто со банки што ги изнуди државата, не можеш ти да бидеш конкурентен, немаш легализација, немаш тоа, немаш друго, немаш трето. И ти одеш наместо напред, одеме назад. Истото ќе си го кажуваме многу години, истото мине и јас го кажувам на сите. Луѓето се исели, утре може да кажеш ти го направивме џабе, во село да врнете некој тешко е. Значи, ако ги помагаме селата, на тај начин... Услови за развој има, така. Ама, за производство има. Прво е градбата во секое место. Ако так. некој не ти дозволува да градиш, се е џабе, значи и субвенции и се е џабе. Семејството Филипови се само еден упорен и квалитетен пример на успешно имплементирана печалбарска приказна која треба да биде репер за многумина, кои можат да се вратат и да го користат природниот благодет на нашите села. И домашните, а не само странските инвеститори, треба да бидат предизвик за надлежните институции, посебно кога станува збор за инвестиции во населени места, каде миграцијата не престанува да коси.
Остануваме со идилат. Во Долани Штипско се постави нов асфалт до манастирот Светилија. Во ово село решени се и другите инфраструктурни проблеми. Дали сето тоа ќе придонесе за враќање на оние кои некогаш се иселиле? Да слушнеме што велат дел од жителите. Ова е манастирскиот комплекс Илинден во близина на селото Долани, каде што секоја година по повод овој верски празник се собира многу народ. Новоизградениот пат ќе придонесе дополнително за зголемување на бројот на посетителите. Задоволни ли сте од патот? Многу сме радосни и многу сме чевли, плюс тоа што мина колите, добро си поминува, нема камење, нема трње, нема кал, нема плюс тоа домови, ридови. Многу, фала ви многу, тај што решил да се прави патот, многу добро. И многу сме благодарни. Ти си тука колку години си? 60 колку? Јас сум 53 години како сум дојдена. Многу лошо видоме со пато. Несреќи, се не биде убаво. Имаме овци, имаме коњи, краби, ти работи, се имаме, се отива по пусто. Децата избега на градо, нема кој. Ама да имаше пат, да имаше струја, Сега убаво, струја што има, пат има, ама народ нема. Кој умре, кој ојде си на градо и така. Да. Така. Како се живееше порано овде? Тешко. Додека имаме стоката, добро беше. А продадеме стоката, малку е сиромашно. А има паша овде за стока? Паша има? Има паша, има нагоре, напака има паша, многу. И сега да ми кажеш за кога се собира народ овде, за кој празник? На август срце. Илинден? Да, на август. Свирки, јадење, пиење 3 пати има. Да, и... Секаде доаѓат? Од секаде доаѓат. Од каде потекнуваш, од Битола? Потекувам и од Битола. На колку години си доаѓа? Там 4 години бидех Битола. Да. Од Битола одиме у Бања. Од Бања одиме у Штип, кај на стрина на баба ми внука од сестра, брат. И после 20 години живеа у Суфлари. Од путно дојде домаќино, чел домаќино помена се. И сега 2 деца машки имам, Ванчо и Ѓорѓе имам. Не знам, че не тоа, ще се женат. Тука жители млади нема? Нема, ретко има 5 души тамо, тие се толку повише, нема ништо. Што највеќе тука може? Сточарство нешто? Кози, овци? Може сточарство, ама сам човек не може, значи секој му треба, нали, повеќе народ, за да екзистенција да има некој, треба не се женети, шо? Прави проблем од жени, да има жена, натаму фамилија, тоа се правише, ама да беше барем пред некој години, да реше место, се шо, касно е више. За таа екипа, мислам за тие што останаат. Ние доваѓаме, ма денеска се тука, утре не се тука. И има некои стари, тamo по 80 години, тие за 2 години, ќе ги снема нормално. Како се живееше порано овде во ово село? Во село да има од мене 10 години порано човек да објасни какво е било. И скромно, и мирно, и најнапредно село. Сега станаме нигде за ништо. После задрugата 53-та тука имаше 8.000 овци некаде. После 53-та. Крупен добеј од 120 до 150 глави е било понапред. Ние дојдоме веќе пред неколку години на 120, сега дојдоа на 10 крави што се пасат таму и некој што чува дома. Две сори се, нека се по 500.000 овци да има. А има ли овде паша, има услови за... Абе, услови има, само младите веќе летнаа, нема никој тука. Ја имам 5 внуци од Керки, Англија, Канада, Лондон, веќе 5 години се таму. Од годините многу народ доаѓаше. Од секаде. Па тука дојдяло, јас сум имала гости по 30-40 души, нем дека да ги ставам да спијат дома, па надвор, па пијат, па се валат. Пуно имаше. Дето имаше браточеди, одека се кралми имаме многу рода свој. И сите дек јат кај Ванчо, он па беше мрклија, таков џумбушлија. И така. Па има овци, говедо, секолку ги имаше. Секолку ги имаше. Ние сте раздели си татко ми, ја там седеше. После тоа купи влаво иде за Скопје. Отаде по странство, Ака, Бакар, Ирак, Израел. По Лагоњика дежат.
Ти повеќе си бил во светот отколку во долар. Да, има 5-6 години по странство. Софија, Мосија, не знам. Се подгони, дека има работа се. Ама пак се врати овде во родното. Да, тука сум ја, не сум се помислувал. Не. А куќа беше направен ва, ујде у Скопје, ја зема, презаковете 40 години ту сум. За неколку дена започнува откупот на тутунот. Тутунарските маки здиплени во картонски кутии ќе се понудат на откупувачите. Какви се очекувањата на тутунарите пред стартот на новата откупна сезона? Од 15 декември се отвараат вратите на откупните пунктови на тутун во источниот регион и покрај задоцнетиот старт тутунарите се уште се во неизвестно за цената по која ќе се откупува тутунот. Тие ги прават последните подготовки за предавање на годинешнава реколта. За разлика од лани, тутунарите тврдат дека оваа година произвеле тутун со подобар квалитет. Како оваа година, каков е квалитетот на тутун? Квалитетот е многу добре. Квалитетот е многу добро, како ќе седат, тоа не знам. Ако седат како лани, демек фрливо долу дојде. Навак. Абе 150 не се сплаќа овај. Абе не се сплаќа овај, многу има една година работа овај. Абе нема издастој овај. Колку декари имате? 10 декари. Колку луѓе работите од фамилија? 5 души. 5 души. 5 души. И колку килограми од прилика имате? Од прилика колку? 2 тона. 2 тона. Да. Тука. Значи 2000 килограми ќе пласирате. Каде во Карбинци го продавате? Карбинци. Имате склучено договор? Имаме. И велите ова е прва класа? Прва класа не верувам да дадат прва класа на овај. Не знам. А вие проценувате дека е добар? Втора класа овај. Втора класа овај. Ова е на втора класа. Тоа значи по колку пари? 180 динари некаде. 180. Да. И субвенции државата дава? Да, до сега даде субвенција, ама на некој нема. Да, на мене редовно даде сега. Да. Гледа шо овај, гледај овај. Само погледај овај. Ама лано овај тутун беше 4 класа. Лани. 6 динари просак дојде тутун. Дури 15 динари зема овај тутун. Овај тутун. Да. Лани. А овај година ќе видиме. Ама овај година ако прави така веќе верувам ќе излезе нешто лошо тука. Сакаш да кажеш нема да садиш веќе? Не ќе дозволам многу, али не знам што ќе види. Дали откупот што купуваат, дали се начот тука прави нешто, ама ќе видиме тоа. Колку луѓе сте вклучени во обработката на тутунот? 4. Колку декара? 7 декара. 7 декара. Колку килограми од прилика имате година? По 1 тон ќе има, да. И сега го подготвувате за откуп? Да, се спремам. Пласман? Да. Каде во Карбинци ќе го пуштите? Да, Карбинци. И каква цена очекувате? Каков е квалитетот? Не знам, оваа година добро квалитето. Не ланска како ланската, мислам, по-добро оваа година, ама што ќе има, како ќе има цена, сега не знаеме уште ништо. Да. Според вас, која е тука приближно реална цена за да ви се покријат трошоците? Па и испод 200 динари не треба да е просек, мислам. Да. И плюс субвенција од држава? Субвенција, да. Тоа излегло околу 260. Да. Значи 260 за да се покријат сите трошоци да остане нешто за вас. Да, за нас да остане нешто. Инака кажете ни каков е квалитетот вака? Да отвориме? Да, една кутија. Ова според вас која класа е вака? Па ова треба да биде прва класа. Да. Проценителот ако рече трета, што правиме? И лани и така беше. Прва класа беше, 4-та май беше, не? Па лани, да. И по колку добивавте лани? Просек ли? Пари, по колку за килограм просек? По просек 60, 50 динара, 60 динара, така, околу 60 динара, 70 највише. Просек беше. Ова година е подобар квалитет. Ова година е подобро, да. Се не очекуваме, ама сега како ќе дадат, ќе прават, што ќе дадат, не знаеме уште ништо. Од тутун ли живеете само ви? Па од тоа само, највише од тутун, да. Малку жито нешто, се ама слабо. Од тутун, само од тутун, да.
Со последните дополнувања на Законот за тутун и тутунски производи доставен до собранието кој ги побара од Министерството за земјоделие, смета дека со овие решенија откупот ќе биде навреме и непречено ќе се одвива од реколтата 2015 година според планираната динамика на откуп, како и целосна исплата на договорените и откупните количини на тутунопроизводителите. Компаниите кои сакаат да откупуваат тутун пред да почнат да вршат откуп треба да обезбедат доказ за обезбедени пари за исплата на целокупната договорена и откупна количина на тутун од тековната реколта. Производството и трговија на тутун и тутунски производи учествуваат со 3,2% во бруто домашниот производ. Тутунската индустрија учествува со 4% во вкупното индустријско производство и со 4,1% вработување во вкупната индустрија. Тутунот е застапен на просечна површина од околу 15.430 хектари 2007-2014 година со 8 годишен просек на производство од околу 23.400 тони. Зимското третирање на овошките е мощна и значајна операција која треба да се примени во овој период доколку се сака до година да имаме побогат род. Еве какви мерки препорачуваат стручните лица. Зимското третирање е многу битна работа од аспект на тоа дека сите болести, штетници кои во текот на годината ги напаѓаат, не се уништени, презимуваат во близината на овошка, дали тоа под кората, дали се тоа под лисјата, во ограничењата, значи тие се присутни овде. Тие презимуваат во фаза, зачурена фаза, значи овде се присутни се и чекаат најдобар момент на во пролетни услови, добра влага, добра клима да се испилат значи од своите кукли, од јајцата значи кои се има тука и да почнат да делуваат со тој прават големи штети кога. Па затоа може да кажем дека потребно е сите земјоделци да направат едно добро зимско третирање. Во зимско третирање може да кажем, значи прскање со фолидол луѓе, значи бело улје или црвено улје, зависно како може да го набават од земјоделските аптеки. Во земјоделските аптеки го има улјето, а тоа значи може маслото да се набави и да се третира. Посебно во оваа фаза може да кажеме прскање, третирање со модар камер, значи бордовска чорба, исто така готов раствор кој може да се набави исто од земјоделските аптеки и да ги третираат дрвата. Значи може да се третираат дрвата, наоколу сите опаднати лисја, другите делови гранчиња може да се третираат така да се направи на добра заштита. Значи бордовска чорба и фолидол улје и пожелно е да се со фолидол улје да се употреби значи инсектицид кој исто така ќе направи значи една добра заштита на овошките. Можем да кажем дека со самото тоа дека на пролет доколку имаме добро зимско третирање на овошките, веќе со самото доаѓање на пролет ќе имаме и во текот на целата година ќе имаме значи некаде со 50% намалување на болести штетници. Значи тоа може да го кажем, значи од пракса го кажем на сите тие земјоделци кои третираат добро зимско третирање. Еве ние како агенција за поттикнување на развој, значи доваѓате луѓето во овој период, значи им даваме препораки како да третираат, кои препарати да ги третираат и кои препарати ги има во сите земјоделските аптеки да ги набават. Значи треба да се внимава добро и да се внимава на самата концентрација во упатството која пишува за третирање, значи да не се поголема доза или помала доза, бидејќи ефектот нема да биде. Па затоа треба добро да се внимава и сето тоа Значи, во склоп на тоа ние самите кажуваме за добра земјоделска хигиенска пракса, како пременување, како потоа со самата амбалажа, за да бидат тие сами заштитени. И сосема за крај неколку минути за печењето ракија во домашни услови. Деновие комшиите Владо и Бранко од село Карвинци го заложија казанот откако претходно наздравија со ланската. Да слушнеме како тие најдобро го прават тоа и што очекуваат од годинашнава берба. А иначе ова е прв казан. Па очекувам по 17-18 хиляда тоа да даде од казан. Значи казанот е 100 литра, ама 90-80 литра сувир. Добра. Колку степени? На 50. Ова е ланска, рековте. Да. Колку е сега ова? Колку степени? Па е 5 степена, пошто водата ладна си тече, нон-стоп си тече и
Тоа 49-48 може да спане 2 степена повише, не може да спане од тоа. Што е марифетлукот на печењето ракија? Што има тајни некои при печењето или нема? Абе тајни, комињето да стаса после 21 ден, шом направи комињето, се вари се 22-23 дена, избие водата горе, пливне, комињето се падне доле и оно може да го вариш одма. Какво гроздие има? Па воа е бело, сето е бело, од тоа мрзливец што го викат. Не се копа. Готованец, Готованец, да. Не се копа, не се прска, те тоа е. Не се ваде. Не се ваде ништо. Што му дај Господ? Што дај Господ тоа е. Бери, вари. Па ја комињето, што ми избие горе виното, например, тоа комотно може да се вари. Иначе гроздето е бело, тука од воа. И така да... Добра. Ке искараме рекичка за зимото со патлиџанче, со зелкичка кисела. Постапката како е понатаму? Постапката, огино се пале и да не се форсира многу огино и ракијата треба постепено да не тече многу, постепено, помалку. Ставаме таму шише тегла за метилка хол да испаѓа тоа, да се издвое. За да не боли главата. Да. Ете, тоа е шо. И огинот да не се форсира. Да не се форсира огино и улева си ладна вода, да не е топла водата у бурето. Тоа е. За колку време отприлика после ставањето на комињето претекува ракијата? Па, за едно 40 минути. За 40 минути протече, значи 2,5 до 3 сата казано изтече. Тоа е. На страна имаме чиста бела ракија. Чиста бела ракија, да. Ја ставате потоа во буриња? Во буриња и кој има дрвени буриња, кој е у пластика у тие и става се од црница да добие боја. Да, жълта, некој сака и бела, некој жолта, да. И шо е по ладна водата, по не паѓа степенажата на ракијата. Тоа е многу битно. Тоа е многу битно, да. Постојано ладна да е, да. Тоа е. Тука е крајот на денешната емисија. Повторно се гледаме наредната недела во истото време. Во меѓувреме следете ја репризата во понеделник во 15 часот. А доколку имате предлози, пишувајте ни на мејл адресата. Пријатно и довидување.